Писма и пакети денеска нема да пристигаат. Поштарите ќе разнесуваат само покани за суд и други неопходни пратки. Вработените во македонски пошти на штрајк со барање за линеарно покачување на платите од 3.000 денари. Преговорите помеѓу синдикатите и управниот одбор на акционерското друштво, кои се одвиваа од рано утринава, резултираа со предлог неголемиот дел од вработените, односно оние во техничкиот процес, меѓу кои поштарите и шалтерските работници да добијат повисока плата за јуни, а останатите, административни и раководни позиции, повисока плата да земат 2 месеци подоцна во август. Синдикалците размислуваат дали да го прифатат ова или да продолжат со штрајкот. Денеска што синдикалните одбори добиеме понудата од официјално од страна на правниот одбор, ќе седнеме синдикалните одбори за прифаќање, ќе изготвиме спогодба и доколку се прифати понудата од управниот одбор и потпишување спогодбата, штрајкот ќе биде прекинат. Доколку до тогаш се уште штрајкот е во тек. Председателот на Сојузот на синдикати на Македонија рече дека со раководството на Македонската пошта договориле да изработат и нов колективен договор, со цел вработените кои не доаѓаат на работа да се спречи да земаат плата. Бидејќи преговараме уште од раните утренски часови, го заборавивме сегментот дека заедно со раководството на пошти ќе изготвиме нов колективен договор, што значи ќе ги систематизираме тие работни места и баш од тој ефект како што велите вие новинарке, ќе избегнеме оние фиктивни работници кои не доаѓаат на работа да им се исплаќа плата. Колективен договор воедно значи реорганизација на тие работни места, што сакаме цврсто да ви увериме како синдикат и како менаџерски тим дека ќе се потрудиме тоа повише да не биде така, тоест да нема работници кои не идат на работа, а земаат плата на штета на останатите работници, а да трпиме критики како не сме функционални и продуктивни. Штрекот следува по предупредувачкиот протест на двата поштенски синдикати во октомври минатата година, кои се одржаа поради доцнењето на платите, стравувањето на вработените за нивните работни места и лошата финансиска состојба на компанијата. Пропагањето на Евростандард банка особено придонесе за пад на приходите на Македонски пошти, преку која се спроведуваше и платниот промет. Владата уште минатата година најави приватизација или јавно-приватно партнерство за државното претпријатие, но за судбината на поштата се уште не е изнајдено решение.